Десетина пратеници од ВМРО ДПМН си држат говори и си реплицираат меѓу себе и со тоа ја одолговлекуваат седницата на собранието на која треба да се избере председател на комисијата за избори и именување и председател на собранието. За збор се јавија 51 пратеник, од кои само тројца од СДСМ. Прв говореше Антонио Милошовски, кој рече дека председателот на собранието треба да е од редот на ВМРО ДПМН затоа што тие освоиле најмногу мандати. Со подпис од 20 пратеници, Талат Џафери од ДУИ е предложен за кандидат за председател на собранието, информираше пратеникот од СДСМ Петре Шилегов, според кого апсурдно е да се држи во заложништво работата на собранието од страна на ВМРО ДПМН со постојани меѓусебни реплики. Илија Димовски од ВМРО ДПМН пак ги обвини пратениците од СДСМ за арогантност, бидејќи како што рече изминативе денови повикувале на дебата, а сега се изолирале од неа. Рускиот суд му изрече парична казна од 20.000 рубли на опозицијскиот лидер Алексеј Навални поради улогата во организирање на протестите во Москва. Портпаролот на Кремљ претходно изјави дека вчерашните протести се незаконски и представуваат провокација. Судот подоцна денеска ќе расправа и за второто обвинение против Навални за непочитување на полицаец.